Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Овој пат во живо, морам да признам, одамна не сме биле во живо, адреналинот најбава работи во вакви околности, верувам дека ќе имаме многу интересна емисија, особено поради фактот дека вечера мој ваш гостин е министерот за култура и туризам, господинот Зоран Ѓитков. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата. И супер што сме во живо. Супер што сме во живо. Малку уморно морам да признам после работен напорен ден. Вие имате постојано напорен ден. Денеска мислам и особено. Патувавте до Делчево, така? Да, од вчера сум јас во Делчево. Да, заради имавме, спомен домот на Разловечкото восстание, веднаш да кажеме 150 години, голем јубилеј од Разловечкото восстание. Помалку ми се чини заборавено, не од македонската историографија, меѓутоа имам впечаток дека не му се дава доволно светлина на ова исклучително важно восстание. Некој може се разбира да критикува дека тамо не знам што се случило, не се случило и така натаму, меѓутоа тоа е едно од оние први пориви, суштински пориви на македонскиот народ за ослободување од јаремот практично во кој што се наоѓал со векови, и ова навистина е за мене една убава ситуација кога државата покажува навистина интерес да поправи нешто што е оставено години наназад. Да. Точно. И прв пат се слави, бидејќи е 150 години, прв пат се слави на оваков начин, е кренато на многу повисоко ниво. Скоро месец дена има активности за 150 годишнината. Главните два дена беа вчера, на 18 и денеска всушност кога и ја пресековме лентата и го отворивме спомен домот на Разловечкото восстание. Едно импозантна архитектура, кое што бе почната да се гради некаде 70-тите години, завршена е некаде 80-та и од тогаш нема никакви интервенции. Не случајно, знаејќи што ни се случува ни с историјата со македонското прашање, не случајно е оставен на забот на времето. Пред да кажеме, тој спомен дом е отприлика генерација со мене и со вас, пораѓање, така отприлика, нешто од тука негде, и дефинитивно нас ни требал ремонт многу пати во животот, а ова здание е оставено заради X причини, така буквално. Еве да не ги отвараме причините, но факт е дека никој никогаш не се грижал за него и морам да кажам некаде 24-та година пред изборите, всушност во текот на кампањата за парламентарните, премиерот всушност и спомна дека ќе мора да се погрижиме за ова. Веднаш кога дојдовме на власт беше еден од приоритетите. Го направивме проектот и веднаш почнавме со реализација и еве веќе денес имаме обновен спомен дом на Разловечкото восстание, кој што е под ингеренции на Центарот за култура во Делчево. Вработивме и неколку луѓе кои што ќе се грижат за него. Сега е направена и првата поставка. Заедно со Музеот на Македонија помогна, конзерваторски центар, тука Националниот конзерваторски центар го водеше проектот, но нема да застанеме тука, значи ова е првата фаза обновувањето, а сега за 27 година ќе обезбедиме и проект кој што ќе има многу посилни содржини таму, нешто налики на Музеот на македонската борба во Скопје. Интересно е, ако разбрав добро, освен што бил оставен овој објект да еродира практично, оттаму се и практично исчезнати некои доста важни артефакти. Да, нешто е исчезнато. Но кој ти каже некој исчезнато, тоа не може да исчезне, тоа некој го зел, го украл, не знам како да бидеме реални. Сигурно не исчезнало само од себе. Не ги знам точните податоци, бидејќи разни приказни има што се случувало со спомендом, но факт е дека долги години никој не влегол внатре и факт е дека сега имаме обновен и нов дом на Разловечкото восстание. Првата поставка е ставена внатре, тоа е скромно сега на почеток, но како ќе ги одобруваме средствата преку Министерство за култура, тој ќе треба да се полни со содржини. Тоа е поентата се разбира. И ќе биде многу интересен во тој дел на Македонија, буквално ќе биде доста интересен за учениците. Чисто да споменеме дека денеска таму бевте со премиерот. Да. И премиерот одржа еден говор во кој што повторно повика на обединување. Ова емисија конкретно не е
претпоставам со политичка некоја содржина, вреди да се каже дека повторно повика на обединување, повторно врз рамките на врз основата на она што меѓу другото и разловечкото восстание, националното единство, ако можеле тогаш, ако добро ја сватив поентата, ако можеле тогаш луѓе кои што немале држава, кои што немале војска, немале сојузници, да излезат, да се надраснат себе си и да се обидат да се борат за слобода, зашто ние денеска во наша држава да не можеме да се обединиме барем околу основните постулати кои што не држат. За волја на вистината, Венко Филипчев само веднаш кажа дека тоа е лицемерие, дека намерно се кочи членството во Европската унија. Сега не знам обединувањето што има врска со кочење на членството во ЕУ, меѓутоа изгледа дека толку е од можноста да се обединуваме. Барем на политичка некоја линија. Видете, од позиција кога имаме силна влада и имаме големо мнозинство во парламентот, е многу фер одлука на премиерот на владата да понуди обединување. Значи да беше некоја друга политичка опција немаше да го направи тоа и да има ваква моќ како што имаме ние. Врз принципот нема потреба, ни се може. Да, јасно. Но тој еве излезе доблесен и повторно повикува на обединување, но факт е дека од другата страна никогаш нема да си дозволат да прифатат нешто за кое што понатаму веројатно од политички аспект би си го гледаат како некаков хендикеп. Иако за мене хендикеп е да се одбива обединување, меѓутоа што да правиме? Ајде да влеземе во нешто по-конкретно, не дека не е конкретно напротив, меѓутоа конкретно во вашиот сектор, именно излегува дека доколку се оствари тоа што го најавувате, македонската филмска индустрија ќе може да добие навистина еден нов импут, нов живот, да не речам, практично изнајден начин како да се обезбедат средства, тоа е исклучително скап спорт, да не се лажеме, филм, ако нешто е скапо на овој свет, тоа е правење филмови. Точно. Вие тоа го знаете како актер, се разбира, меѓутоа насочно ни се потребни. Секоја чест за филмовите што сме ги гледале пред 30, 20, 40 години, меѓу нив легендарни, се е тоа супер, ама сакаме да видиме и сега филм од кој што ќе се најжи кожата, од кој што репликите ќе ги спомнуваат денешните деца. Работата на Агенцијата за филм во последните 7 години беше доста критикувана и често од година на година се намалуваше буџетот тамо. Има доста сомнителни конкурси за кои што веќе и се поднесени и финансиска полиција има влезено внатре, се поднесени и кривични пријави и така натаму, но мислам дека конечно се решија работите, а тоа е дека Македонија не може да функционира без да има силна филмска продукција. Ние можеби не сме, како да кажам, со нашиот јазик силно препознаени, нели да се надпреваруваме со другите европски земји, но според мене мислам дека треба македонската филмска продукција да ја зајакнеме, посебно македонските тематики да ги зајакнеме и посебно треба македонските серии. Мораме да се фокусираме и на детската играна серија. Апсолутно. Која што недостасува објективно. А така е, бидејќи јас сум учествувал во голем дел од македонската продукција во годините наназад, така да мислам дека тоа треба да го вратиме. Мислам дека на децата им фали да го слушаат македонскиот јазик, да слушаат македонски приказни, да слушаат содржини кои што се важни и актуелни во моментот за децата. Затоа правиме и измени во делот на Законот за филмска дејност, каде што ќе овозможиме Агенцијата за филм да може веќе од август и да распишува конкурс за македонска играна серија. Нешто што е многу важно, значи некаде до 2017 година имало ваква тенденција процент од игрите на среќа да доаѓа директно во Агенцијата за филм или директно како поддршка на македонскиот филм. Со доаѓањето на претходната влада, значи се е тоа тргнато. Стандард го нема, добро. Буџетот од 6-7 милиони евра за поддршка на македонскиот филм бил намален на некаде околу 100 до 120 милиони максимум, што е невозможно нели да функционирате со такви средства.
премиерот се заложи многу во овој процес и се договоривме 3% да одат директно во агенција за филм и 4% да одат директно во туризмот без горниот праг. Значи претходно имаше некоја варијанта до одредена сума, тој праг го нема. Значи 3% плюс 4% од колку и да е. Од колку и да е. И тука зборуваме, предпоставуваме за сериозни средства, не се прашање мали пари. Па сега треба да видиме колку е буџетот, значи колку е добивката на годишно ниво, кога ќе се процени, кога ќе се види колку е добивката, некаде до март Министерството за финансии е должно да ги исплати тие средства спрема тие кои што склучиле такви договори или министерства кои што ги користат овие средства. Добро, 3% велиме дека тоа се сериозни пари и интересен е обликот. Секој тоа не е нешто ново и претходно се користел овој термин, меѓутоа интересно е како од игрите на среќа да се извлекуваат пари за култура практично, за филм. Не е само за култура, тука и за туризам, се одвојуваат и за туризам, но и се одвојуваат и за поддршки на спортот. И за спортот. Да. Но интересен е комплотот, како да кажам, како е најдено решението. Па, видите, ние во програмата, во партиската програма пред изборите зборувавме за 1 денар од акцизата од нафтените деривати. Но потоа ни се случи нели оваа криза која што ја имаме и владата субвенционира голем дел од тие средства и ја намали акцизата за поддршка на граѓаните и така да се одлучивме да одиме од креативно решение. Па добро, секогаш некои земји користат, да речеме, од акцизата од тутунот, од цигарите или од било што за поддршка на спортот, на културата, на туризмот, така да мислам дека е ова. Не се спротивставени, сакам да кажам, нема тука никаков судебни интереси, нема ништо едноставно. Добро, но што значи ова во пракса? Ќе се зголеми објективно производството на македонски филмови имате претпоставам проценки за видите, ние имаме и добра продукција и сега со овој буџет, бидејќи од 24 година од 2 милиони евра, колку што беше, ние го зголемивме некаде на 4-4,5 милиони евра буџетот за филм, што веќе и поздравено и од Друштво на филмски работници и од луѓето кои што работат во филмот, дека е многу далеко подобрена ситуацијата. Се ние првите резултати ќе ги гледаме малце подоцна, заради тоа што вие конкурирате, добивате филм, па додека го снимате, потоа филмот се прави со месеци, филмот се прави па и со години, веќе 27 година ќе треба да ги видиме и првите резултати и да излегуваат поголемиот дел на премиери. Од август веќе кога ќе го распишеме конкурсот и за игра на домашна серија, мислам дека тука ќе имаме им даваме можности на авторите да пишуваат. Знаете, да создаваат сценарија. Да создаваат сценарија, тоа е многу потребно во. Можат ли да се носат, се извинувам што ви превлегов во зборот, можат ли да се носат нашите играни серии со овие ултра популарни што најчесто ги гледаме по телевизиите? Јас лично признам не ги гледам, меѓутоа тоа е тоа, фактичка состојба, турски серии, колумбиски серии, не знам какви серии, српските и хрватските, не знам. Па можеме да се носиме со нив. Видете, веќе сите дојдоа на некој начин до тој Netflix моделот на серии, мини сериите од 8 до 12, веќе тој модел станува доста интересен, бидејќи 20, 30, 50 епизоди веќе теленовела, веќе и заборавате што сте ги, веќе немаме ни капацитет да следиме. Игнасио тогаш веќе се заљубил по 14 пат. Но јас сум љубител на мини сериите, на овие 7-8 до 10 епизоди или една сезона. Тие помалку чинат. Меѓутоа имаме очигледно сметате дека немаме доволно квалитетен кадар во сите рамки. Вака ќе создадеме. Значи, ние мораме да создаваме. Ако веќе имате зголемена продукција, веќе филмските работници ќе имаат тенденција и драматурзите, авторите ќе имаат тенденција природно да влегуваат во таа приказна. Точно, ќе имаат амбиција да пишуваат добри сценарии, да се такмичиме со земјите, еви на Балканот и во Европа, така да мислам дека ова ќе биде една инекција многу добра и веќе филмските работници ќе можат да
се опуштат и да креираат многу повеќе. Јас колку што видов Друштво на филмските работници ја поздрави одлуката, интересно. Да. Но она што мене ме интересира, што е со овие така наречени дебитанти и млади автори? Јас кога сум разговарал со млади режисери, не знам, ги прашувам зошто побогу влегувате во таа приказна, ќе добиете шанса да направите филм еднаш можеби на своји 40 години и уште еден на 60 и тоа е тоа. Ќе добиат ли луѓе шанса да направат кариера со време? Не велам дека секој од нив е Стивен Спилберг или не знам, или Ридли Скот, меѓутоа да добијат шанса навистина да работат. Како еден млад режисер, не е битно млад сценарист, ќе влезе во таа приказна и ќе успее да ви се продаде на вас, конкретно дека навистина има квалитетно дело кое што вреди државата да го финансира. Агенцијата си има правила во делот на конкурсот, значи еден автор, млад, значи прво треба да сними еден краток филм, потоа треба да снима уште еден, да се докаже, па потоа добива дебитантски филм. Но бидејќи се одобруваат малку филмови во текот на еден конкурс или во текот на целата година, тие повторна шансата може да ја видат за да добијат долгометражен филм на неколку години, на четврта, на пета и така натаму и така натаму. Но сега на овој начин, ако имаме зголемена продукција, ако се одобруваат во текот на годината повеќе филмови, ако сега да речеме се одобриле 4 или 5 дебитантски, да одобрите вие 10-12 дебитантски филмови, тоа значи дека многу повеќе луѓе ќе имаат за многу побрзо време да добијат втората шанса да режираат филм. Тоа значи дека нема двајца тројца исти режисери да постојано да прават тоа што прават. Видете, со секоја чест за сите нив, не ги знам, меѓутоа многу и се откажуваат бидејќи не можат да стигнат до филм. Но тоа е секаде во кога имате вие мала продукција, а имате големи капацитети, а мала продукција, тогаш голем дел од луѓето и се откажуваат од намерата. Иако исклучително благородна, морам да признам, работа, пештина, како да наречам. И една друга работа, ние како држава ретко кога сме застанале позади тоа да снимаме големи филмови за македонските херои. На овој начин, мислам дека ќе можеме барем на секоја втора година, бидејќи тоа е подолг процес, секоја втора година да снимаме филм за некој македонски херој, за некоја значајна македонска личност, како што го направивме веќе на почетокот на 24-та година, филмот, серијата и документарецот за Тоше Проевски. Еве гледате, тој процес цел трае повеќе од 2-2,5 години и мислам дека некаде 27 година ќе треба да излезат и филмот и серијата. И тоа е секако за поздравување. Спомнувате развој на киномрежата и аудиовизуелната индустрија, нешто по-конкретно околу тоа. Јас имам впечаток дека киномрежа во Македонија ги познавам кината во Скопје, неколку. Тоа е тоа. Значи, агенцијата за филм има тенденција да им помогне на сите градови кај што имаат можност за кинопродукција, да им помогне со поддршка во делот на филмовите, во делот на киноприкажувањето и да им помогне и технички со бимови. Добро. Бидејќи должност е и на македонските телевизии, кога веќе ќе се завршат филмовите преку агенцијата за филм, те имаат можности да ги проектираат бесплатно да ги добијат македонските филмови, бидејќи тие се собственост нели понатаму на државата. Истото треба да го прави македонската телевизија, но истото може да го прават и сите кина понатаму. Така да мислам дека осовременувањето технички на сите домови на култура кои што имаат можност за кино прикажување, агенцијата сега го прави тоа. Им помага и технички да се опремат, но им помага во делот на креирање на програмата понатаму низ годината. Так. Едно приватно прашање за министерот во трето лице. Вие сте познат актер. Како министер смеете да се појавувате во филмови и во театрски представи? Јас не знам. Ве има? Поставив прашање кога станав министер, дали ќе можам да до ДКСК,
поставив прашање дали ќе можам да понатаму со професијата. На штиците што живот значат или на... Да, можам, не можам да влегувам во нови проекти, но можам да ги играм представите кои што веќе биле направени пред да станам министер, и можам да учествувам во телевизиски проекти кои што не се директно финансирани од Агенцијата за филм. Тоа значи дека овој проект е условно кажано на ваша штета. Така. Вие како министер нема да можете да го правите тоа што и не го правите целиот живот. Ама ќе бидам среќен ако го прават од другите. Дај Боже, дај Боже. Вие сте и министер освен за култура и за туризам. Буквално сега разговарав со човек кој што е многу инкорпориран во проблемот со туризмот. Несомнено постојат проблеми, дел од нив се објективни, дел се субјективни. Она што не можеме да влијаеме на него е фактот дека, не знам, она што се случува на Блискиот Исток, поскапувањето на керозинот, поскапувањето на авионските карти, тоа не може што да се направи околу тоа едноставно. Меѓутоа, факт е дека не можеме да си дозволиме да одиме надолу. Напротив, мораме да најдеме начин да го подигнуваме туристичката понуда. Она што ми беше кажано и од господинот со кој што разговарав, вели па не можеме цело време да се врземе само за Охрид и за Скопје, како главен град. Имаме толку многу простор за рекламирање, Теквешкиот регион, не знам, Берово, Пехчево, бирајте, планините и така натаму. Можеме да продаваме приказни, како што прават многу поразвиени земји од нас, меѓутоа треба да се сака. Имаме ли, ајде ќе речам, суштинска стратегија што да правиме со туризмот? И во услови на криза и кога таа ќе помине. Првото нешто што го направивме кога ги споивме, зошто всушност се спои туризмот дојде во Министерство за култура, бидејќи реално според сите статистики кои што ги имаме, туристите најмногу доаѓаат поради културниот туризам. Најголем процент и гастрономијата. Од тие причини се споени туризмот и културата заедно. Можеме да видиме низ годиниве, посебно во овие 2 години, дека бројот на туристи, според статистиките, бројот на туристи од година на година се зголемува се повеќе и повеќе. Бројот на ноќевања се зголемува. Тука воведовме и одредени мерки и се разбира тука се значени и субвенциите кои што ги исплаќаме спрема туроператорите за дојдовниот туризам. И тоа е многу значено, но фокусот, како што кажавте, сепак е Скопје и Охрид. Морам да кажам дека за да имаме квалитетен туризам, ние мораме да имаме добра стратегија за развој и поддршка во туризмот. Ние долги години во оваа држава не постои стратегија за развој на туризмот. Веќе почнавме со изработка. Што е срамно, еве да кажам. Срамно е, апсолутно. Ние немавме 4 години стратегија за култура. Од 22 година немаме стратегија за култура. Еве сега имавме и прва јавна расправа за стратегијата. Ќе позборуваме за тоа. Да. Но веќе почнавме да работиме и стратегијата за туризам, каде што се вклучени релевантни луѓе и од професори, стручни лица во таа дејност, и мислам дека добро ни оди, од она што можам да го видам и од дебатите кои што ги имаме внатре. Мислам дека оди сосема добро, но ќе мора врз основа на таа стратегија, бидејќи направивме и функционална анализа да видиме кои се потенцијалните проблеми кои што ги имаме и што е она што може да се промовира во државата. Апсолутно, целата држава ние може да влезе комплетно на туристичката мапа и може да се развива. И една многу важна работа, морам да кажам, освен националната стратегија за развој на туризмот, почнуваме да работиме и на брендирање на државата. Во смисол? Ние последното брендирање сме го имале 2009-10. Значи немате слоган, немате насока, сме немале ништо до сега.
и ќе мора да избрендираме државата, да знаеме како ќе ја промовираме буквално, не само како региони, туку целосно како држава. Но не да биде тоа паушално или не знам, него тоа има комплетен план. Не, апсолутно, врз основа на стратегијата која што ја изработуваме и фокусот наш во овие 2 години, посебно на 26-та година, беше излегувањето надвор, значи на саемите. Промоција, многу значено, промоцијата, веќе пораснавме доста во тој дел, веќе сме на битните, всушност отидовме на најбитните туристички саеми, веќе не препознаваат сосема поинаку, веќе имаме поголеми штандови, веќе имаме поголема заинтересираност и со брендирањето на државата, мислам дека веќе ќе станеме доста популарни за светот. Ќе видиме ли промоција како што имаше порано, не знам, по познати ТВ канали низ светот? Па всушност тоа е кога ќе се брендираме, бидејќи Соседна Албанија велат направи чудо со тоа. Да. Со документарни филмови кои што одат на познати телевизиски канали, со реклама, едноставно, па како да те видат поинаку? Зашто еден французин би знал за Македонија? Да. Што и да имаме ние овде? Напамет зборувам сега Франција како пример земено. Или еден шпанец, зашто би дошол во Македонија ако нема нешто што ќе го привлече? Пак ќе кажам, без национална стратегија, без правец, не можете да правите ништо. Затоа за мене е многу важно да се изработи до крајот на годината ќе бидеме готови со националната стратегија и ќе можеме конечно да се избрендираме како држава и да се представуваме. Албанија навистина е ова што гледам по саемите, навистина одлично се рекламира, да. Знаеме ли што сакаме во туризмот? Знаете во кој смисол? Сакаме ли богати гости, сакаме ли средно богати гости, сакаме ли скромни, сакаме да го освоиме регионот или Европа, сакаме да ги привлечеме, не знам, од Азија, од Јужна Америка. Сега го зборувам напамет, имаме ли точна дефиниција што всушност сакаме? Например, Скопје има хотели кои што можат да примат и богати гости. Богати, луѓе кои што сакаат стандарди едноставно. Во Охрид можеби има по нешто. Меѓутоа генерално тешко е човек кој што поседува солиден имот да дојде и да спие во хотел со за него неприфатливи звездици, да јаде таму каде што нема Мичелин храна. Сега да бидеме реални. Да, точно. Ние имаме проблем во делот на хотелските капацитети од висока класа и затоа всушност туристите сами си таргетираат, знаат што се случува во Македонија и таков тип на туристи доаѓаат. Ние не можеме сега во овој момент да промовираме елитен туризам во Македонија. Ние мораме да се фокусираме на она што го имаме. Значи развој на планинскиот туризам, селскиот туризам. Тоа е поедноставен, претпоставувам. Значи тоа е поедноставен и тоа е она со што можеме ние да се пофалиме со винариите, со гастрономијата и така натаму. Квалитетно сирење, апсолутно, квалитетно месо, апсолутно. Една од важните работи е и првата апликација што ја правиме, а тоа е за транзитниот туризам, апликацијата E75, која што веќе е во завршна фаза, мислам дека јавната набавка веќе е при крај, ќе ја промовираме за брзо време. Тоа се однесува за овие што поминуваат преку нас. Да, тоа е сега во овој момент, тоа што можеме да се пофалиме во тој дел е транзитниот туризам, бидејќи тој ни е многу важен. Во тој регион ги имаме најголем број на винари, најголем број на угостители, културно наследство и така натаму. Тоа значи да не дојдат само да приспијат и да си заминат, туку да се рече да останеме овде. Зборуваме да ги задржиме колку можеме повеќе. Тоа не зависи само од тоа што го имаме како капацитет, тука се бара и добра инфраструктура. Така. Рурален туризам, овој како се вика, езерски туризам, планинскиот туризам, велосипедскиот туризам, така да имаме. Некој ќе ви рече малку е тешко да направиме овој велосипедски туризам кога недостасуваат велосипедски патеки. Па имаме ние доста велосипедски патеки, колку што можам да видам на мапата, ние во текот на годината имаме велосипедски тури, па можем да кажем повеќе од 50-тина. Навистина? Да. Бидејќи јас некаде до 2013-14 година и возев велосипед планински, така да она што го гледам на мапата имаме доста
велосипедски тури. Јас ја можам на памет само размислувам сега што се можеме да им продадеме на странците, тоа е чудо. Буквално на 1 километар од овде се наоѓа Скопскиот аквадукт, кој што не го продаваме. А е чудо кое што едноставно стои тука не знам колку стотици години и буквално можеме од него да направиме приказ. На швајцарците продаваат, сега простете ми вака на ношалантност, ама продаваат планини со некакви езера, супер се, одлични хотели да се разбереме. Средено се, ние ги имаме исто така планини кои што боли глава ако сме реални, меѓутоа ни фали тој момент каде што навистина ќе направиме инфраструктура која што ќе овозможи луѓето да доаѓаат. Еве ќе кажам еден пример само, не само за аквадуктот, ама еве ќе го кажам и примерот и со аквадуктот, и со Скопското кале. Скопското Апсолутно моја болка лично. Скопското кале е затворено од 2013 година. Тоа е чиста трагедија, Да. Вратите биле отворени, запустено. Кога ќе видите, јас кога станав министер, некаде после 10-15 дена го посетив во летниот период, значи тоа беше запустено горе, а имаше многу туристи. И тоа беше навистина срамно да се гледа. Па нема кој да објасни што е ова поѓаволите. Имаме два перфектни музеи кои што биле во 2013 година спремни да примат веќе посетители и после тоа што се случува во мислам дека беше 2013 така ако не се лажам. Зборувате за наследство што да, беше? Да. Па не сум сигурен дали беше таа година, но тука негде. Тука некаде беше. Од кога се случи тоа, никогаш веќе не се отвори Скопското кале. Сега ги обновивме веќе, вложивме некаде околу 10 милиони денари повторно во реобновување и на музеот на праисторискиот период, музеот на османлискиот период и таму останува уште од средновековниот период да се доправи музеот. Веќе ќе носиме одлука на влада каде што овие три музеи ќе стопанисува археолошкиот музеј на Македонија. Целиот овој процес оди преку управата за заштита на културно наследство, морам да кажам. А со одлука на влада, управувањето на целото кале ќе биде под градот Скопје. Некој рече, буисто во некој разговор во кој се подготвувал за емисијата, рече зашто музеите во Скопје, генерално во Македонија, не бидат нешто must-see кога доаѓа некој, буквално да бидат во секоја понуда. Едноставно да имате можност да ги видите, имаме одлични музеи. Ма ние имаме одлични музеи, ама наназад во годините, како да кажам, никој не се грижал за нив. Еве сега музеот на Македонија, значи тоа е едно прекрасен објект. Неспорно. Да, прекрасен објект, на кој што му е потребно итно реновирање. Веќе сме во процес да добие нова слика. Значи комплетно да се реновира музеот на Македонија. Еве почнавме со работи со универзитетската библиотека во Скопје. И таа ќе добие нова фасада, ќе добие нов лик. Така да, како да ви кажам, низ годините толку многу не се обрнувало грижа врз овие значени човек не знае каде да објекти. почне буквално, да. Навистина во моментов работиме на 20-30 објекти. Едни се за реновирање, едни се за комплетно да се реставрираат, некаде веќе не може да се прави ништо, мора да се градат од поново. Да се урадат практично, па... Да, точно. Што е со заштитата на културното наследство, бидејќи влеговме во овој дел? Правиме нешто? Имаме приоритети некои во тој аспект? Зборуваш за културното наследство комплетно во државата или зборуваме сега во Скопје? Во Македонија? Да, се разбира. Сакам да кажам, низ годините ниту пак се чепнати законите. Работиме на нов закон за заштита на културното наследство, кој што мислам дека некаде последниот е од 2004. 22 години не е ништо 22 години, да. Се правеле одредени измери, но како што и законот за филмска дејност, како што е законот за авторски и сродни права, како што се касапени низ времето менувани,
веќе не можете да правите ништо со нив. Исто и со законот за култура. Во моментов работиме буквално на сите закони, на нови законски решенија. Се работи и стратегијата за заштита на културно наследство и новиот закон за културно наследство. Тоа е многу комплицирана. Претпоставувам дека меѓутоа е многу важно. Комплицирана дејност, можеби и најважна, и навистина се потребни многу големи средства. Гледам дека делот за оваа година приоритет е Стоби, например. Стоби секогаш бил приоритет и работи многу добро. Добро, треба, тоа навистина Има одличен тим, класа. да, има одличен тим. Не знам тим. со Хераклеја како стојат работите, меѓутоа. Добро, Хераклеја е, можем да кажем, веќе и готов производ и се работат и дополнителни истражувања. Таму го води целиот процес Завод и музеј Битола. Стоби си е посебна институција која што си работи на локалитетот. Мене ми е посебно драг тој дел, бидејќи таму сум го правил и фестивалот на античка драма Стоби. Сега за брзо време ќе се отвори и делот на железничката станица, кој што ќе се претвори во центар за посетители. Зборуваме за старата железничка станица? Старата железничка станица, значи не е од другата страна на автопатот. Тој што беше регионалниот пат. Ќе се отвори таа за многу брзо време. Таму ќе има прекрасни содржини со кафетерија и всушност ќе биде центар за посетители. Па тоа е поентата, знаете, ви кога одите на некое такво место, вие добивате еден оној историски пресек, да речеме, гледате град што бил тука пред 2000 години, не може да не ве привлече. Меѓутоа денешниот човек кога доаѓа, тој е размазен малку, тој сака и кафетерија покрај него и можност, не знам, да направи фотографии, можност да си помине тамо целиот ден, не само да ги одгледа оние експонати, да речеме, и после 2 часа да мрчи, ајде сега оди си, тоа е тоа. Ако го држиме културното наследство затворено, нели кога велиме треба да го заштитиме, да. Заштита е едно, меѓутоа затворање е друго. Ако го заштитиме и го држиме затворено за да го штитиме, тогаш не сме постигнале ништо. Тогаш го уништуваме. Па јас мислам дека Рим не го прави тоа, што исто, например, Културното Атина. наследство мора да биде видливо. Мора да биде отворено за посетители, мора да се грижиме за него, мора постојано да го одржуваме и мора да има околу него и комерцијални содржини. Тоа е начин да се заработи, ништо лично. Да. Што е со националната стратегија за развој на културата? Ја спомнавте преска. Да. Националната стратегија пред неколку дена го имаше првата јавна расправа и морам да кажам дека после долги години, бидејќи и таа што беше од 18 до 22 беше национална стратегија која што всушност имаше многу слаба реализација, бидејќи беше направена без никаква подготовка. Всушност беше критика на претходната влада. Така да се консултиравме со сите значајни структури во општеството и направивме една стратегија која што мислам дека јас сум доста задоволен од тоа како изгледа стратегијата, бидејќи го најдовме правецот и многу е добро затоа што беше поддржана апсолутно од сите. И од сите национални установи, но и од невладините организации беше поддржана и прифатена. Се разбира дека има забелешки доста. Амандмани, што би се рекол. Да, амандмани, кои што голем дел од тие ќе бидат прифатени и се надевам дека за брзо време ќе се најде на влада. Тоа значи не сте затворени за критиката, ако е таа добронамерна, претпоставувам. Не, видете, луѓето од фелато што се вели знаат веројатно што сакаат. Ако априори ги одбиваме само затоа што не ни се допаѓаат, напамет сега зборувам, не сте направиле ништо. За да направите стратегија, мора добро да се подготвите. Од тие причини ние ги консултиравме сите. Значи, освен независните уметници, значи разговаравме и со поединци, разговаравме со сите национални установи, сите локални, разговаравме со општините. Таа е помината и во МАНО,
таа е помината и на Националниот совет за култура. Значи, буквално ги има поминато сите структури пред да се закачи на ЕНЕР. Затоа имаше и многу малку коментари кога беше закачена на ЕНЕР и многу малку коментари и на јавната расправа. Добро. Предвидувате повторно нешто што постоеше, ако не се лажам порано, се извинувам, поддршка за домашните уметници, па велете стимулативни мерки за македонските уметници, за купување на нивните дела, ако не се разбирам добро. Да, освен што го Јас имаме... не знаев дека постои тоа воопшто, и баш ми е вака интересно дека... Многу работи постоеле на потоа со времето некако некако се од оставени. 2018-та многу работи се вака заташкани и затворени. Ние мораме да се грижиме за македонското творештво, тоа е многу важно и од тие причини повторно го воведовме назад откупот на ликовни дела. Имаше голем интерес. Мене ми е многу жал што и обезбедивме, се разбира, никогаш не се доволни средствата што ќе ги Добро, и уметникот по дефиниција е човек кој што сам за себе сака да верува дека е нели ултра посебен, па сега не може да му дадете 3 милиони евра за некоја сосема веројатно убава и квалитетна слика, меѓутоа може да голем поддржите. интерес, да, имаше голем интерес. Ќе воведеме и откупи на македонски музички дела. Направивме реформи во делот на конкурсот за програмите, кој што еве 2 години поред немаме никакви критики и е вака собран, сублимиран, добро спакуван за да може да даде апсолутно поддршка на сите. Значи тоа се некои реформи кои што се во овој период вака видливи и квалитетни. Она што сум прашувал и други министри се разбира, и јас имам разбирање затоа што ја разбира можеби конотацијата, меѓутоа граѓанинот, зборувам за оној обичен човек што не мора да е упатен, секогаш бара што побрзо сето тоа да се случи. Знаете, вие кога зборувате, националната стратегија, менување на закони, координација на цели групи, сето тоа одзема ужасно многу време, а луѓето сакаат веднаш и сега. Знаете, филмот го сакаме сега, денес да го направите. Тоа е невозможно. Да се направи музеот, ајде, дајте да го имаме. Да. Знаете, веднаш тоа да биде. Знам дека е невозможно, меѓутоа овие долги процеси можат ли колку толку да се забрзаат, затоа што во делот на законите работиме и за намалување на бирократските пречки кои што многу важна работа, морам тоа да е признам. една од најважните работи за забрзување на процесите, бидејќи на вистина многу често сме заглавени долго во време непотребна бирократија. Непотребна И тоа не е бирократија, само во вашето да. министерство, туку буквално Да, насекаде. тоа е систем кој што е поставен така, но гледаме тие проблеми да ги тргнеме. Но она што е многу важно, доколку низ годините се поставил одреден систем како се решаваат работите, денески било многу лесно. Јас кажам, до 2017 година голем дел од работите во култура се поставиле на здрави нозе. Но ако вие го срушите тој систем или воопшто не обрнувате внимание, значи сите тие процеси пропаѓаат и вие почнувате да работите одново. И тоа е проблематично. Тоа не е Држите проблематично, е ужасно, да. Костен во рака и тука е навистина голем проблем. И сега ние се соочуваме буквално со воспоставување на нови правила, на нов систем, на нови стратегии и изработка на десетици нови законски решенија кои што не биле чепнати од 2004, 5, 10 и така натаму. Добро, но знаете како, за минатото може да се кука што се вели и да се жали, но сега мора да се решаваат работите. Вие знаевте и кога дојдовте како министри дека веројатно ќе се соочите со овие работи. Особено вие што критикувавте претходни, знаевте буквално со што имате работа. Апсолутно знаев во што влегувам и со какви проблеми се соочува културата, но едноставно нема откажување во овој процес, значи мора да се решат сите проблеми кои што ги имаме и мислам дека полека ги исправаме работите.
Ве поразуваат ли критиките што доаѓаат? Јас во повеќе наврати сум сретнувал критики што мене лично ме чуди директно од ваши колеги актери за вас. Познати, сега да не ги спомнувам, меѓутоа познати актери. Баш критики за вас. Тоа се луѓе со кои што претпоставувам вие и тоа како се знаете и лично. Знам дека е малку незгодно, но морам да прашам. Јас нема да критикувам никого, бидејќи сега сум во ситуација кога не сум министер на одредена дејност. Апсолутно. Туку Вие сте сум министер за сите. Министер за сите. Така да нема да ги коментирам поединците кои што зборуваат. Јас само сакам да ги решам проблемите. Не можам да бидам од оваа ситуација во оваа ситуација да создавам проблеми. Едноставно сум човек кој што сака да ги реши проблемите. На оваа проблематика во делот на културата сум работел со години пред да станам министер. И точно, јасно и прецизно од внатре ги знам кои се состојбите. И сум комуницирал апсолутно со сите вработени во културата. Мене ме интересираат што мислат тие што работат. Добро. Добро. Во ред. Тоа е многу важно. Има и такви што не работат, меѓутоа прилично согласни. Тие не ме интересираат. Макар и се имиња кои што се нели. Да. Мене ме интересира поддршка да се даде на тие што работат. Мене ми е важно во културата да ја зголемеме продуктивноста, бидејќи на вистина е едно огромно поле за работа, каде што можеме да покажеме многу. Тоа ми е суштината. Суштината е да им се овозможи на институциите да продуцираат, бидејќи на вистина имаме огромен потенцијал и огромен капацитет. Буквално во секоја дејност и во секоја област. И во заштитата, и во театарот, и во музиката, апсолутно во ликовната дејност, апсолутно секаде имаме што да покажеме. Но ни треба многу поголема продуктивност. За да имате поголема продуктивност, ви требаат и малку повеќе средства. Од тие причини, фокусот на почетокот ми беше да ги зголемам буџетите прво на националните установи, да се екипираме кадровски, да ги зголемиме буџетите. Веќе сите институции, 72 национални установи, имаат од 20 до 60% зголемување на буџетот, а со тоа се зголемува и продуктивноста. Секогаш се парите на крајот на денот. Проблемот објективно луѓето работат за пари и уметниците, за жал, не живеат од воздух и тие работат за пари. Постојано имаше критики за тие колективни договори, да што правите со нив, како правите со нив. Ова сум го кажал но не е лошо многу пати. Јас не го критикувам колективниот договор во култура. Ќе кажам дека јас сум го поддржал колективниот договор и мислам, пак ќе кажам, дека во тој период кога е подпишуван во 2019 година е еден од најдобрите колективни договори. Добро. Тој ја исполнил својата цел. Затоа тој имал важење 2 години. Значи во 21 или 22 веќе истекува. Добро, сега сме 2026. Така, работите се менуваат. Ние мора да работиме на создавање на нов колективен договор. Но веднаш се плашат луѓето дека можеби овој ќе биде по-недобар, по-лош од другиот. Не може да биде по-лош. Секогаш ќе биде подобар. Но мора да се разговара и да се преговара. Да што е страшно во тоа, не разбирам. И јас не знам што е страшно. Јас сум секогаш отворен за разговори и не може да се поставува услов или да се бара нешто да е еднострано. Мора да има разговор, мора да има диалог. Факт е дека тој со текот на годините станува помалку и нефункционален. Како и се на светов, така. Значи, ако работиме нова стратегија, ако работиме нови закони, можеби нешто не се совпаѓа со тоа што го има, што го содржи овој колективен договор. И ние мораме да го отвориме и да преговараме за подобар колективен договор. И ова се однесува на сите во принцип во културата, затоа што имаше и такви разговори. Јас би рекол повеќе шпекулации дека министерот едни протежира, други ги трга свесно на страна и така натаму.
Тоа не сум го слушнал. Како протежирам, како... Во колективниот договор не можете ништо да направите. Тоа ми е поинтата. Меѓутоа, оние што хейтаат условно кажано, пронаоѓаат во се некаков проблем, па и тоа дека министерот на некој начин се обидува да наметне некои своји луѓе. Има во тоа некаква логика? Не. Апсолутно, мислам... Или сте министер на сите, или сте... Одредени структури сакаат да поддржувам само одредена дејност. Но тоа не може. Но тоа не може. Да се фаворизира едно нешто. Тоа не може. Макар да и од вашата фела е конкретно, бидејќи вие сте актер по професија, сега што да правиме? Но не може да ги забоставите другите. Но еве да кажеме, и во делот на театарот, театрите добија до 60% зголемени буџети. Добро, тоа воопшто не е малку. Па, јас не знам што би кажал повеќе. Втора работа, театрите, скоро сите, добија делегиран буџет. Ако претходно Министерство за култура ги контролирало сите процеси, ги оставало директорите да бидат само извршни продуценти, сега, со делегираниот буџет, имаат комплетна автономност во делот на одлуките. Значи, директорот, со уметничкиот совет или со уметничкиот директор си ја креираат програмата. Без дозвола од Министерството. Што претходно било правило? Да, претходно било правило. Значи, одредена комисија кажува да, конкурирате со 10 проекти, овие 5 ќе ви ги одобриме. Сега не постои такво нешто. Сега им давате комплетна слобода да си го креираат и сопствениот буџет и да си ја креираат сопствената програма. Значи, управните одбори, уметничките совети, заедно со директорите, си ја носат својата програма, а ние како Министерство за култура правиме евалуација на проектите и врз основа на тоа што го сработиле, за следната година ќе добијат повеќе или помалку средства. Добро се, колку заслужил. Апсолутно. Сосем за значи, крај... имате поголема одговорност во овој процес. Апсолутно, тоа сакав да кажам, одговорност, меѓутоа претпоставам дека со таа одговорност би следувала и одредена казна ако не се успее. Сега молим убаво. Во 25-та година дадовме можност за делегиран буџет на 18 институции. Во 26-та додадовме некаде уште 5-6 институции, но на двете институции им ја земавме можноста да имаат делегиран буџет. Сосем за крај стигна неколку пораки, морам да признаам од гледачи, изненадени дека е во живо, морам да признам. Едно од нив вели интересни работи, вели ако веќе се прават серии, мини серии во Македонија, би замолила да бидат релаксирачки, без вулгарности и псовки, затоа што тоа има лошо влијание врз народот, ева интересно согледување. И уште едно, вели на филм никако не треба да се глуми како во театар, односно филмската глума е поинаква од театарската, што се согласуваме, меѓутоа претпоставам тоа веќе зависи од квалитетот на самите актери. И квалитетот на актерите се разбира дека режисерите и продуцентите си прават кастинзи, си го одбираат секогаш најдоброто. А она што мислам дека треба да биде фокус на Агенцијата за филм во наредниот период, во делот на сериите, пак ќе кажам дека ние мора многу повеќе да продуцираме детска серија. Апсолутна поддршка за тоа, затоа што навистина недостасува. Зоран Литков, министер за култура и туризам, благодарам за гостувањето во Заспија Коваш. Благодарам на поканата. Да, почитувани гледачи, јас се надевам дека останате задоволни од овој разговор. Навистина слушнавме многу важни работи од министерот. Да се надеваме дека сето тоа што е ветено ќе се спроведе до крај и дека навистина не чекаат подобри времења, особено во филмската индустрија. Мене ме радува затоа што ни требаат и филмови, и серии, и детска филмска продукција. Ова беше се за вечерва, утре во 15 часот се разбира и репризното издание. Јас ќе се кажувам нова седба со мене утре вечер во 22:30. До тогаш, пријатно.